Вие ако ги погледнете наназад, одлуките кои што се носени во нашата држава, тогаш ќе видите дека ВМРО ДПМН нема учествувано во ниту една државотворна одлука за нашата држава. Членството во НАТО тие не го поддржаа. Меѓутоа ние станавме членка на НАТО. Договорот со Грција не го поддржаа. Ние ги продолживме преговорите со Европската унија. Не го поддржаа ниту отпочнувањето на преговорите со Европската унија со заштитен македонски јазик, со заштитен македонски идентитет и не гласаа за европскиот предлог. Не го поддржаа ниту договорот со Фронтекс, каде што за прв пат во историјата македонскиот јазик е на исти договор со сите други јазици на Европската унија, каде што ние сме подпишани заедно со Европската унија. И за тоа не влегува да гласаат, па после се правда биле на пауза, па на пауза не виделе дека почнала седница, само они не виделе дека не почнала седница, сите други виделе. Така да јас верувам дека нашето собрание има демократски капацитет. Првиот претседателот на опозицијата не е пратеник, така да тој е нерелевантен да зборува за тоа прашање. Тој второт многу често ги менува своите ставови. Прво кажуваше дека на телевизија дека го поддржува договорот со Бугарија, со бугарскиот премиер во тоа време, тоа сите можевме да видиме. Потоа да излезе да каже дека не го поддржува. Потоа со премиерот Петков да каже дека поддржува уставни измени, бидејќи тој имаше состанок со него. Потоа да излезе да каже дека не поддржува измени. Па потоа да излезе да каже дека ако има уставни измени и ако бар еден негов пратеник гласа ќе си дал оставка. Па потоа им взимаше на пратениците нотарски изјави дека немало да гласаат, за да после тоа да каже дека да, ние поддржуваме уставни измени, ама по хрватски модел. И после 3 дена да каже сега не поддржуваме уставни измени. Така да треба да отпочне постапката. Таа ќе започне веќе Министерството за правда ги почна да ги објавува членовите на комисијата за подготовка на амандманите кои што се представници на политичките партии. Тоа ќе го направи и со експертите кои што ќе бидат дел од таа група. Процесот ќе започне и нормално дека во рамки на законот и уставот ќе се одвива во собранието подоцна.